По 2,5 години Саша Ангеловски собра сили да се врати на местото каде загина неговиот 13 годишен син. Давид Ангеловски беше пригазен на оваа раскрсница, додека со својот велосипед на пешачки премин го преминувал булеварот Илинден. Од 20 собрав храброст да дојдам на истово место. Скоро 2 години не сум поминал од ова место. Бев вечерта, после тоа кога се случи сообраќајката, после тоа наредната вечер и од тогаш немам храброст да дојдам да го видам место. Едноставно место на трагедија, да го гледаш, да те потсеќа. Спомените од тој 18 септември 2015 година се уште се свежи, но на што повеќе го боли Ангеловски е што до ден денес случајот нема судска разрешница. 2,5 години скоро да не може да се реши еден предмет. Не знам. Не знам во што да верувам веќе. Сообраќајната несреќа се случи околу 18:30 часот. Давид со својот велосипед возел на кеот на Вардар, а потоа преку градскиот парк се упатил кон Дебармало. Тој ден семафорите не работеле и по целиот булевар трепкало жолто светло. Давид чекал на пешачки заедно со група пешаци и бил последен од групата. Булеварот сакал да го помине возејќи го велосипедот, но само што тргнал, возило Фиат Пунто кое доаѓало од правец на центар, го удрило Давид и го отфрлило и него и велосипедот неколку метри. Стигнавме во државна болница за колку ни треба од тука, 10 на 15 минути. Докторите се бореа за живот, го реанимираа. Негде околу 45 минути или сат време е реанимиран, но за жал безуспешно. Пунтото било службено во собственост на Агенцијата за храна и ветеринарство, а го возила 47 годишна жена вработена во агенцијата. По извршените вештачења кај жената не е најден алкохол во крвта. Случајот го презема основното јавно обвинителство Скопје и против возачот е поднесена кривична пријава за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Првиот обид за судење почнува дури следната година по сообраќајната несреќа во јули 2016. Од тогаш до сега за случајот се смениле 6 судии. Ова е пета или шести судија што се менува. Првим почна негде на 4 јули 2016, каде што не можеа да најдат обвинетата, па се одложи за 26 август 2016, каде што повторно не можеле да го спостават контакт со незе, па 26 октомври или беше 27 точно не се сеќавам и тогаш почна судски процес кој по 10 минути траење се одложи. После тоа пак се одложи негде на 30 ноември и до 25 или 26 февруари кога го зема друг судија и сега ќе видиме. Кога побаревме одговор од кривичниот суд зошто досега за овој предмет се смениле неколку суди, оттаму не одговорија конкретно, туку само дека судењето е почнато на 1 јули 2016 година, а досега биле закажани 10 продолженија. Од 2 март 2018 година со решение на судот, предметот е пратен на супервештачење на Техничкиот факултет во Битола, а по враќање на предметот ќе биде закажано продолжение на главната расправа. Предметот согласно распоредот за работа во судот за оваа година е распореден во работа кај судијата Гордана Спиревска. За сообраќајката досега се направени 3 вештачења. Побарање на јавното обвинителство, на обвинетата и уште едно кое го побарал таткото на Давид. Според вештачењето на јавното обвинителство, велосипедистот нема пропусти од сообраќајно-технички аспект и во моментот кога се создале услови за преминување на коловозот, започнал со возење да го преминува. И доколку брзината на движење на возилото Фиат била прилагодена безбедно, ќе го преминал истиот. Причините за сообраќајната несреќа е неприлагодена брзина на движење на возачот со 61,5 км на час, со што немал технички објективни можности да ја избегне несреќата. Речиси идентични се резултатите од вештачењето нарачено од таткото на Давид. Невнимателното управување на возилото и неприлагодување на брзина на движење представува основна причина за случувањето на сообраќајната незгода. Сосема спротивни се резултатите од вештачењето на обвинетата. Со своето започнато навлегување со велосипедот на коловозот на небезбедно растојание од Фиатот, велосипедистот сериозно ја загрозил безбедноста на сообраќајот до тој степен што ја генерирал опасноста. Во сообраќајната незгода пропуст има направено само велосипедистот. Тоа значи дека возачот на пунтото нема направено пропусти.
По ваквите 3 вештачења, сега предметот е даден на супер вештачење во Битолскиот технички факултет. Обвинетата во суд се изјаснува дека не е виновна. Во досието за овој предмет земени се снимки од безбедносните камери и изјави на сведоци, но наместо завршница, сега случајот е одложен на неодредено време. Таткото на Давид го изгуби синот, но вели дека сака правда за неговата смрт. Веќе детето е загинато, така да треба да искочи едноставно да се знае причината, кој го направил тоа и да се сноси одговорност, ако има одговорност. Правдата е спора, но достижна. Ова е вообичаената флоскула која се користи кога некој граѓанин ја бара правдата низ лавиринтите на македонското правосудство. Во случајот со Давид е вистинит само првиот дел. Правдата е спора. Денес Давид ки имаше 15 години. Тој не дочека да ја заврши полуматурата, но неговата слика е овековечена во алманахот на неговото училиште.